Најважното од ова што го зборуваме е дека имаме таков првосвештеник кој седна од десната страна на престолот на величието на небесата и е служител на светилиштето и на вистинската скинија која ја постави Господ, а не човек. Бидејќи секој првосвештеник се поставува за да принесува дарови и жртви, затоа беше потребно и тој и да има што да принесе. Зашто ако тој беше на земјата не би бил ни свештеник? Зашто има свештеници што принесуваат дарови според законот и му служат на она што е само слика и сенка на небесните работи, како што му беше укажано на Мојсей од Бога кога ја продигаше скинијата. И тој рече да направиш се според образецот што ти беше покажан на гората. А сега тој доби толку подобра служба, колку што и заветот на кој што е посредник е подобар. Зашто е утврден врз подобри ветувања, промена на заветот, нов завет со нас. Зашто ако првиот завет беше без недостаток, тогаш немаше да има простор за втор. Но укорувајќи ги вели, ете доаѓаат денови, вели Господ, и ќе склучам нов завет со Израилевиот дом и со Јудиниот дом, но не таков завет каков што склучив со нивните татковци во денот кога ги фатив за рака, за да ги изведам од египетската земја. Зашто тие не остана во мојот завет и јас ги оставив, вели Господ, бидејќи ова е заветот што ќе му го дадам на Израилевиот дом во оние денови, вели Господ, ќе ги врежам своите закони во нивните мисли и на нивните срца ќе ги напишам и ќе бидам нивен Бог, а тие ќе бидат мој народ. И никој веќе нема да го учи својот ближен и никој својот брат, велејќи познај го Господ, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат, бидејќи ќе бидам милостив кон нивните неправди, а за нивните гревови и беззаконијата нема да си спомнувам повеќе. А кога вели нов завет, првиот го прогласува за застарен, а на што е изветвено и остарено близу е и до исчезнување. Напишано е дека Авраам имаше два сина, еден од слугинката и еден од слугата. Еден од слугата се роди по тело, а оној што беше од слободната поветување. А ова е речено сликовито, бидејќи двете жени се двата завета, едниот од Синајската гора, која раѓа за робство, а тоа е Агара. Зашто Агара е Синајската гора во Арабија и соодветствува на сегашниот Ерусалим, кој робува со своите чеда, а
а горниот Ерусалим е слободен. Тој е мајка на сите нас. Ние пак браќа сме како Исак, че да на ветувањето, но како што тогаш оно исто се роди ко трео го гонеше родениот по дух, така е и сега. А што вели писмото? Истерај ги слугинката и нејзиниот син, зашто синот на слугинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. И така, браќа, ние не сме чеда